civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во нашата земја постои историја на сајбернапади врз веб-сајтови на медиуми и врз веб-сајтови на граѓански организации. Понекогаш тие граѓанските организации поддржуваат или основаат медиуми, така што ни се сведува на исто. Но исто така имаме и историја на разни типови напади врз државните институции, кои што, како и врз банки, финансиски институции и слично, за кои што најчесто не се зборува многу во јавноста. Тоа е разбирливо од аспект на оние кои што се нападнати, не сакаат да бидат представени како жртви или како недоволно заштитени, особено кога се работи за институции кои што ги чуваат највредните работи, податоците, информациите или парите на граѓаните. Но сметам дека ова е сериозна закана и тоа не е само кај нас, туку и по светот. Кај нас може да идентификуваме два типа на сајбернапади кои што се најчести кај нас. Едните се директни хакирања од типот на одреден вебсайт или компјутерска мрежа е нападната со цел да се влезе во неа, да се искористат тие ресурси или да се направи некоја штета, например да се смени содржина на вебсайт на државна веб страница со некоја политичка порака. И такви случаи имаше доста, тие често ги користат некои оставени дупки во софтверот на веб страниците кои што можеби и не ги допираат оние податоци кои што се внатре во самите институции, во нивните архиви и слично, но дефинитивно е неопходно зголемување на компјутерската безбедност на сите нивоа, бидејќи знаеме дека во државните институции имаше индици или обвинувања за внатрешни нарушени односи на безбедност и било од луѓе кои што најчесто основа на таквите односи се луѓето. Значи луѓе кои што имаат пристап кај што не би требало да имаат или луѓе кои што заради некоја своја или причина го даваат тој пристап некому. И вториот тип се овие DDoS напади, односно напади кои што доаѓаат од мрежи на компјутери и кои што праќаат пораки, односно барања за некаков пристап или содржина од даден сервер, со што толку го оптеретуваат што тој мора да го подели своето време на многу корисници. За секој таков корисник останува премалку време како ресурс и тоа кај нас како обични корисници се гледа како или серверот е преспор или е паднат, односно недостапен. Она што е важно е дека таквите мрежи, како што рече и господин Тордановски, може да се создадат не само од компјутери во собственост на оние кои што напаѓаат, туку и преку пуштање, да речеме, на вируси, со кои што се окупираат туѓи компјутери. И тие компјутери стануваат дел од така наречени мрежи на ботови, bot networks ги викаат, кои што функционираат координирано, а може да се насекаде во светот, било каде, доколку има дупки во софтверот, дури на личен компјутер, тој може во позадина да функционира како дел од таква мрежа и да напаѓа некаде на место каде што собственикот и нема врска кај се наоѓа. Ние во Метаморфозис пред неколку години се соочивме со таков тип напади. Тоа беше во времето кога на некој начин ситуацијата во медиумите беше крајно лоша, а ние преку сервисот за проверка на факти во медиумите ги отваравме токму тие прашања, барајќи преку јавна дебата да ги поттикнеме медиумите да бидат поодговорни со тоа што ќе укажуваме кои проблеми се наоѓаат во медиумската сфера, конкретно посочувајќи на проблеми со квалитетот на медиумското известување, почнувајќи од лажни вести до сите непочитување на кодексот на новинарите, но и со цел граѓаните да ги вклучиме во тој систем, односно граѓаните да бидат еден од факторите кои што ќе бараат одговорност и квалитетот на медиумите. Во таа ситуација, од прилика почнувајќи од 2013-2014 година,
Ние направихме една алатка, наречена Време Плюс, со која што граѓаните може да забележат, да соберат медиумски содржини преку линкови, да ги стават како да им бидат сочувани, за да може, бидејќи многу медиуми откако ќе објават проблематични содржини, после некое време кога ќе се завршат работата, си ги тргаат. И на нашите рецензенти, новинари кои што ја оценуваа, да речеме, валидноста на разните медиумски содржини, им беше потребна алатка каде што тие содржини ќе останат во оригинална форма, за да може повторно да се навратиме на нив. Но таа е достапна преку сајтот vremeplus.vistinomer.mk. Сега, во тој случај, кога ја дигнавме таа алатка и плюс со претходната работа, забележавме огромен пораст на такви напади со оневозможување на пристап до серверот, DDoS. И она што го кажува и другите говорници е точно. Значи, тие има и финансиски импликации, значи мораше да се земе поинаков тип на сервер, исто така лоциран во EU, со повисоки нивоа на заштита, да ги надградиме нашите интерни капацитети. Тоа се чини пари, време и напор. Така што, мислам дека имаше низа слични примери, но она што сакам да го кажем е дека тоа, прво, таквото однесување е кривично дело, според нашиот закон повлекува и повеќегодишна затворска казна. Таквото однесување може да биде и дел од некаква поголемо криминално здружување, значи уште едно кривично дело, организиран криминал, злосторничко здружување. И исто така, нормално, за нашата држава е клучно градење на доверба во институциите, така што реагирањето во вакви случаи и во однос на оно другото кривично дело што го споменавте, говорот на омраза на интернет, и во однос на злоупотреба на компјутерски системи во било која форма е исклучително важно, бидејќи со тоа и на самите граѓани ќе им се даде до знаење и висината на опасноста, но и посветеноста на државата за нивната безбедност, која што е практично основа и за слободата на изразување. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.